Примерот на кинескиот професор по англиски јазик Джек Ма, кој за само 15 години натрупа близу 30 милијарди долари, од кои дури 25 милијарди во 2014 година, најдобро зборува во какво време и свет живееме. Човекот отворил фирма за онлайн трговија во Кина во 1999 година, позната под името Alibaba Group Holding, и за 1,5 деценија опасно им се приближи на најбогатите во светот. А таму, се уште неприкосновен е Бил Гейтс со 87,6 милијарди долари. До неодамна, вториот најбогат на светот, Карлос Слим, на крајот на 2014 година се разочарал, бидејќи во богатството го претекнал Ворен Бафет, кој за последните 12 месеци спечалил 13,7 милиони долари. Марк Цукерберг го надополнил своето конто за само 10,6 милијарди долари, стигнувајќи до вкупно 35 милијарди од бизнисот со фирмата Facebook, кој го купи за само 1 милијарда. Најбогатите луѓе во светот стана уште побогати во 2014 година, додавајќи 92 милијарди долари кон општото богатство како резултат на падот на цените на нафтата и геополитичката нестабилност. Нето богатството на 400-тините најбогати милијардери на 29 декември 2014 година надмина 4 трилиони долари. И сега некој ќе зборува за економска или екзистенцијална правда во ситуација кога некои не знаат што со парите, а други немаат ниту за леп. Од друга страна пак, тоа му дава право на секој обичен човек да се надева дека можеби ќе пронајде некој бизнис и екстремно ќе се збогати.